Добро вечер, драги гледачи, драги слушатели. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Тука сте со Дени и со Коко. И денешната тема ќе биде исто така многу забавна како минатите теми. Ќе зборуваме за нешто што мислиме дека сите ги обсега и ќе биде за како да ги остварите вашите цели, но без многу напор. Знам дека звучи малце онака сика вирални кликбейти темава, дека звучи како да ве уловува, но искрено верувам и знам и по мене и ти можеш да кажеш и по тебе дека кога ќе почнеме да ги остваруваме нашите цели, се соочуваме со некои непотребни проблеми кои што доколку сме свесни за нив можеме да ги избегнеме и на некој начин да имаме како cheat code до нашиот пат до успехот. Пред да почнеме, техничка реализација кажеме дека се погрижија Јане Јанков и Мартина Костадинова, главен уредник е Љупчо Златев и вие се наоѓате на фреквенцијата 107,4 на Радио Лидер. Денешната дата е 22 мислам, април 2020 која година. И како што е секој пат на почеток одговараме прашања. Минатиот пат сакаме само да кажеме едно големо фала. Има многу убав фидбек претходната емисија и многу убави коментари. Има едно прашање од Драгица. Прашањето е што мислите за вакцините. Значи, искрено по мене, ја не сум ни експерт, никој од нас не е нели нормално за вакцини. Не сум против вакцини, двајцата сме вакцинирани. Да. Како и да е, не од корона. Не сум против вакцини, но сум против нешто што не е уште доволно истражено. За некоја вакцина да биде истражена, според правилата треба да поминат 7 години во тест, во процес, таа да се испитува, да се видат сите нуспојави што може да излезат. Знаеме дека нема толку години пројдено, така да ќе кажам само дека чувајте си го здравието, вие сами пред се, јачајте си го вие вашиот имунитет. На продукти верувајте кога ќе бидат според науката истражени, според науката одобрени. Да. Да те надополнам, не сме вакцинирани од ковид вакцината, вакцинирани сме од сите други како деца, да. И мојата гледна точка за тоа е дека исто кој што кажа Дени, мислам дека стварно нема доволно дата и нема доволно истражено за таа работа, а искрено не е толку смртоносно. Ако е поголема стапка на смртност, да речеме 20% и 30%, веќе нема дискусија. Секој треба да се вакцинира, подобро со нуспојави него не дај Боже. Многу го кажано. А додека смртната стапка е 2 или 3% и што е далеку помала за помлади луѓе, мислам дека барем тоа е моја гледна точка, не би се вакцинирал. Реално и да, и ништо не менува како што викаш. Со вакцина пак треба да се носи маска. И со вакцина пак можеш да заразиш, така да пренесеш. А од друга страна има лек, како што зборевме, мислам лек што многу помага, ивермектин, што можеш сам да си го, што е истражен. На 20 години на 4 билиони луѓе го имаат земено, така да не знам, според мене верувам на науката и на фактите. Не верувам на приказки и на нешто што е избрзано. Да. Ајде да скокнеме директ на темата. Пошто малце сум возбуден за тема, многу сум возбуден. Скокаме у темата. Вака, значи, како што кажавме, не знам дали сакаш да почнеш? Не, слободно почни. Не, таму. Не, ти почни. Ти ќе почнеш? Добро, ајде, ја ќе почнам. Значи, ќе почнеме за како да не си го комплицирате патот до вашиот успех. Значи, како да стигнете до вашите цели без многу проблеми. Првото нешто што многу од нас го прават кога ќе почнат, нели, имаме цел, знаеме дека доколку го направиме нашиот продукт, тоа не носи поблиску до нашата цел. Значи, доколку сакаме да напишеме книга, знаеме дека треба да седнеме секој ден, да одвоиме саат или два и да напишеме неколку страни. Точно. Кога го имаме тоа во памет, обично ни се угаат уште 300 трилиони други работи што ни го зимаат времето. Ама дај да одберам каква корица биде, ама дај да одберам каков дизајн да биде, дај логото си го средам. Се тоа во ред, се тоа помага, но не е тоа што те носи напред. Значи, најбитно од се е да знаете што е тоа, што е едното нешто, не 100 нешта, него едното нешто што ве носи напред. Кој е вашиот најголем приоритет и што треба да правите секојдневно за да стигнете до вашата цел. Се друго е дистракција. Дистракција на тоа, на самите себе си, кои вие си ја создавате, само за да си направите некоја дополнителна пречка на патот, која што не мора да постои. Да.
Бил Гейтс, интересно нешто, Бил Гейтс и Уорен Бафет истото го рекли двајцата, дека ако е нешто го акредитираат на нешто нивниот успех, тоа е фокусот. На некој начин може да од друга гледна точка која ќе видиме дека ние сме премногу натрупани со информации во секојдневието. Како што стануваме, како што кажавме, одма се фаќаме за телефон, го приоритајз му правиме на тоа прво, значи на взимањето на телефон. Мозокот чим ни вика ова ви е приоритет вас у денот, прво нешто од сабајле да го чепкаме телефонот. Што мислите вие дека ќе ви биде приоритет преку цел ден? Дали некоја битна цел? Не, ќе ви биде нешто банално и небитно. Ова е научно докажано, затоа што вашата комуникација со мозокот е многу битна. А ако прво нешто што го правите да вртите на социјални мрежи, прво нешто од сабајле, вие автоматски се програмирате за неуспех. Значи морате да направите карантин ако не сте болни, направите карантин за вас и не се само саботирајте со пренатрупани информации. Не гледајте толку социјални мрежи, пак ќе кажам, заследете луѓе што ви инспирираат, што ве мотивираат, што ќе ви дадат некаква реална вредност што ќе ви помогне во вашиот живот. Не следете све, затоа што тука доаѓа тој дефокус. Значи мислиме на многу работи, добиваме премногу информации и ни се распрскува нашиот фокус и неверојатно е да се фокусирате. Фокусот се намалува со годините затоа што многу користиме социјални мрежи. Ако бил 8 секунди, баш 8 секунди да се задржиме на едно видео, сега е 3 секунди. Значи можете да замислите колку ни се намалува нашиот фокус да останеме на едно нешто. 3 секунди, тоа е неверојатно за мене. Да, значи мора да се избришаме сите дистракции и да се фокусираме на едно нешто. Ја би ви дал еден совет, кога работите некој проект или некоја битна работа во вашиот ден да речеме, земете го телефонот, стајте го на страна и ги исклучете го интернетот. Кажете си, овие 2 часа ќе го правам ова, да речеме пишувате книга, 2 часа пишувате книга, потоа го фаќате телефонот и вртите. Не да седи до вас цело време и да ви биде дистракција. Освен ако не очекувате некој битен повик или нешто, меѓутоа колку пати у годината очекувате битен повик? Тие 2 часа. Така, колку пати во тие 2 часа баш тој битен повик ќе се случи. Исто ќе надополнам, како што кажа, сите информации се надвор. Сите информации се бесплатни, така да доколку нешто сакате да научите, можете само да го срчнете Google, да пишете на Google how to lose weight, ако сакате да ослабете, пример. Имате сигурно еден огромен скрол, огромен текст од неколку страни што ви пишува чекор по чекор се што треба да правите, се што треба да јадете. Тоа е бесплатно даено. Значи доколку сата пишувате книга, го земавме тоа за пример. Имат исто така огромен гајд на Google, бесплатно, од некој напишан, даден, чекор по чекор, како да ја испланираш, како да пишеш и што да правиш, од кога ќе ја пишеш. Да. Се може да дознаеме бесплатно, не мора да платиме со тоа. Работата е што не превземаме акција, така, како што беше целата наша прва сезона. Тоа е вистинскиот проблем. Значи, не превземаме акција кон тоа што треба да го правиме, кон чекорот што не носи напред. Зошто не превземаме акција? Само заради тие дистракции. Дали се тие трилион други работи што ни го земаат паметот, дали се тие социјални мрежи. Како што каже Коко, значи тргнете го телефонот на страна, и ја кога работам искрено телефонот ми е во соба. Работам во дневна и не знам, кога звони дури некогаш не го ни слушам, од што сум фокусиран. А тој фокус ми изграден само заради тоа, зашто не е телефонот до мене. Као секој човек, доколку е до мене, ја ќе погледнам, ќе видам што се случува, ќе ми стигне нотификација. Дури да е битна таа нотификација, кога работам нешто, кога креирам некој продукт или кога пишувам, не икам телефонот да е до мене. Не се, на некој начин, немам премногу самодоверба дека сум појак од таа технологија. Знам дека не сум, знам дека ако светне ќе погледнам. И никој не е, така да не си зимајте дека сте појаки од технологијата, затоа што таа технологија е создадена за да ви го одвлече вниманието. Значи, ја создаваат за да ви го одвлече вниманието. Така да, тргнете едноставно ставете го на место каде што не го гледате и фокусирајте се на тоа што треба да го правите. Значи, тоа е првото. Да. Второто е да, нормално кога ќе почнеме работиме, многу од нас знаеме да забегаме со работа. Знаеме од 8 сати да станат 15 сати во денот, да ни го земат сонот и да ни го направат нашиот начин на живот нездрав. Тоа на краткорочен рок може би ќе влијае добро, но на долгорочен рок секогаш влијае лошо. Затоа што вие црпите од вашето здравје, доколку црпите од вашето здравје, автоматски вашата
генерална енергија е подоле. Чим немате енергија, немате нормално вода во кофата за да вложите да нацвекињата кои што сајате да растат нормално секој ден. Така да тој бърнаут што го викаат, треба да го избегнуваме. Мој пример, јас лично како што ми помага го избегнам, си имам во денот 8 сати, да кажеме, кои што ги работам. Тие ми се мене одделени, пример 2 сати на сабајле, 3 поручек, уште 5 навечер или уште 3, зависи како ќе ми се фати работниот ден. Тие 3 сата, како што кажав, телефонот не е до мене, работам, но кога ќе пројде минута од тие 3 сата, престанувам да работам. Да. И тоа на некој начин ми помага, многу интересно, и психолошки е докажано дека кога ќе си дадеш лимит на твојата работа, многу си покреативен, затоа што на некој начин имаш тајмер што ти титка. Да, и знаеш дека треба да напишеш текст, ама знаеш дека треба да напишеш текст за 2 сата, не за 5. И тука автоматски го активираш повеќе од твојот мозок да размислува покреативно и да најде начин како во таа рамка од 2 сати да го заврши тоа, да заврши таа цел. И тоа мислам дека е едно од моите тајни која ми помага да секој ден буквално да создам по еден текст и тие текстови да не бидат само обични текстови, него текстови што даваат добар резултат. Да. Дај Боже да стигнете до втората точка, затоа што кај нас не е проблемот премногу работа, мислам дека е премалку работа проблемот. Кога ќе стигнете до втората точка, јас лично сум го искусил тоа, кај тоа што сум почнал со 5 часа, 6 часа, 7, 8 и завршиле 12 часа. Ако оставиме вежбање, ако оставиме да си направиме некој оброк, веќе цел ден е во работа. Значи, тоа нема да трае многу долго, затоа што кога толку се исцрпувате, кога ви е цел ден значи завиткан во работа, вие губите осет за тоа прво каде целите. Вие ќе имате глобални цели, да, меѓутоа ако не застанете да подразмислите или да направите, јас исто така обожавам, например, ќе отидам на некој место 3-4 дена и се изолирам без работа. Значи не сакам да видам ништо што сум правил, телефонот стварно го, што се вика, го заборавам, напуњач ми стои цел ден и според мене преработувањето е исто толку штетно колку неработењето. Затоа што кога ќе почнете, кога ќе видите некаков резултат, ја не викам дека не треба многу да се работи, меѓутоа да знаете кога да застанете. Направите 15 минути, 20 пауза, излезете, видете се со пријателите, вратете се дома, не да ви биде цел ден во работа, меѓутоа направете си вие, како што кажа Дени, направете си од колку до колку ќе работите. Не без разлика дали работите на интернет, дали работите физичка работа, како ви одговара вас, меѓутоа направете си од 8 часот сабајле до 5 ќе работам, пример, или од 8 до 10 ќе работам, од 10 до 10:30 ќе направам пауза. Направете си отприлика временски период за да знаете да не навлезете во таа замка на преработеност. Пак ќе кажам, дај Боже да влезете малце, да осетите таа замка и да се присетите на тоа и да се вратите чекор назад и да продолжите со едно нормално темпо. Да, убаво кажано и тоа се вика, значи, успорување. Многу е битно во се што правиме во животот да знаеме кога да успориме. Затоа што не е само шпринтот. Знаеме и двајцата сме трчали полумаратон и маратон, знаеме дека ако на почеток фатиме шпринт, дека многу малци имаме шанса да го завршиме тој маратон на крај, дека темпото е многу битно, не само во трките, него и во животот. Треба да знаеме како да водиме едно темпо, како кога ќе ни се пружи некоја прилика да знаеме да удриме шпринт, но исто така како да знаеме и да успориме, за да си ја зачуваме нашата енергија, за кога ќе ни треба да имаме енергија да ја вложиме. Тоа успорување може да биде едноставно еден ден, доколку имате шанса нормално. Мислам дека сите сабота и недела ги користат за тој одмор, да не ви биде сабота и недела као завршување на работите што треба ги да завршите и автоматски не се одмарате. И почнува понеделник и пак сте ви у тој бубан, као вика, у тој круг, каде што кој што ви ја црпи енергијата. Идете на работа, доаѓа викендот сте преокупирани со други ствари и не се одмарате. Искористете бар еден ден во неделата за да отидете во парк или да отидете негдека во природа, на водно или во некој друг парк што не е можеби во Скопје или во околината на Скопје. Прошетете со фамилијата, идете на некое место каде што ви исполнува духовно. Значи каде што нешто што ви ја полни енергијата. За многу луѓе тоа е риболов, можеби. Да, за некои луѓе тоа е седење во парк, читање книга.
некој вид на хоби. Да, вид на хоби, било што ви исполнува духовно и не ве замара. Тоа нема да верувате колку ќе ви помогне. Значи, звучи малце контраинтуитивно да успориме за да идеме напред, но тоа е всушност тајната што многу од успешните луѓе и неа ни кажуваат. Најголемиот чекор се прави од после кога ќе успорите. Затоа што веќе сте си го собрале мозокот назад, сте си го собрале вниманието назад, вашата енергија е во вас, вие сте во контрола и вие знаете на кај ќе насочите. Не сте земени на некој начин од работите околу вас, од дистракциите околу вас, него вие сте во контрола. А за да дојдете до контрола, за да дојдете на седиштето, на возачкото седиште во вашиот живот, мора да успорите. Така да тргнете еден ден од неделата кој што ќе ви биде лично за вас, како што викаат нели me time или било што, крстете го као сакате, но најдете нешто што духовно ви исполнува, тоа е мој совет. Да. И по третата подточка, и многу интересна подточка е оваа третата, затоа што многу луѓе кога почнуваат и кога ќе се прегорат, не сваќаат едно нешто, дека секогаш нешто те враќа назад. Како викаме со Дени, како демонче некој да те влече од внатре. Тоа е еден начин, мислам дека како внатрешно нешто е во сите нас што постои и кога ќе го осетиме, сваќаме дека мораме, еве јас ќе го кажам на некој начин дисциплина, да речем. Што значи дисциплина? Дисциплина значи без разлика како се чувствувате, што и да ве влече нешто назад, бидете доволно храбри да ги занемарите емоциите, не да ги занемарите, туку да ги слушнете, да видите што ви кажуваат и без разлика на тоа како се осеќате да продолжите напред. Многу интересно, баш следам многу инфлуенсери во сферата на социјални мрежи, што имаат големи социјални мрежи, што имаат маркетинг агенции на Инстаграм, и баш го праша, баш е буквално помало од нас, 23 години има и отстварува профит повеќе од $100,000 месечно. Значи тоа се огромни суми и вика, добро, како можеш да бидеш толку дисциплиниран? Како можеш да тераш толку долго, да правиш нешто исто, а да не те повлече нешто? И он вика, само еден збор ќе ви кажам, дисциплина. Значи баш буквално е за мене тоа дисциплина, затоа што секогаш го имаме тоа што не влече назад. Без разлика на колку сте успешни, колку сте отише напред, ќе ви дојде еден период да едноставно да ви нема смисла ништо што правите. И да си речете, сега не правам ништо, за која е целта на ово. Меѓутоа тука доаѓа таа дисциплина, да се присетите на тоа зашто го правите. Тоа е многу интересно прашање да си го поставите кога ги осеќате тие емоции, зашто го правам ова и која е мојата цел. Буквално да се присетите зашто сте почнале. Тука одма ќе ви дојде таа инспирација и мотивација, без разлика дали се чувствувате така. Само почнете да правите и вашето тело со самата акција, со самото движење ќе ве награди да сакате повеќе да правите. Да, колку пати јас сум се осеќал како да немам енергија, да немам сила, и моментот кога ќе почнам да работам, добивам и мотивација и сила. Значи не е битен ни резултатот што доаѓа од тоа, едноставно како што викаш, акцијата ти создава емоција. Значи акцијата создава таа мотивација или ја создава таа енергија. Но ја кидам исто и еден чекор малце подлабоко, значи ако замислиме како што вика колку сите имаме во нас некој на некој начин демонче или нешто што ѓаволче, некој што сака да не повлече назад. И секогаш кога ќе тргнеме напред малце, на некој начин тоа пробува да не саботира. Дали ќе не направи да се изнервираме и да не икеме да продолжиме по тој пат, дали ќе не направи да се разочараме, дали ќе не направи да немаме енергија или ќе ни направи некои околности околу нас кои што ќе ни направат да ни е потешко да идеме напред. Тоа е едно како баш демонче, ѓаволче во сите од нас, кое што постои и не влече назад. Вие, вашата свест, идете напред и на некој начин сте растргнати помеѓу тоа што ве влече назад и помеѓу вашата цел да одите напред. Дисциплината помага со тоа што ви имате на некој начин стапче и кога ќе ве тега тоа ѓаволче назад, кога ќе ве тегне, ве го мавате и викате не, идам напред. Значи тоа е дисциплината, така ви помага. Тоа ѓаволче ви прави да се осеќате кога не ви се работи денес, вие го мавате и викате не ќе работам без разлика на тоа. Но што ако не постои тоа ѓаволче? Што ако вие седнете самите со себе и се запрашате зошто тоа ѓаволче постои? Зошто сакате да се самосаботирате? Одговорот на ова ќе ви го кажам сега, зошто сите од нас се самосаботираме. Знаете ли што е пострашно од неуспех?
Успех. Многу од нас сме преплашени од успех. Многу од нас, еве да речеме, излагаме во град и се пуштаме на некој начин на некој човек што не го знаеме. Сите се плашиме од тоа да не одбијат. Така, мислиме дека ако свртат глава дека тоа не плаши. Повеќе не плаши ако се насмеат и речат здраво така како сте. Тука ќе бидеме преплашени зашто поима немаме што после тоа. Да. Исто е со успехот. Сите сакаме да направиме многу пари. Што ако направите многу пари? Одеднашка. Вие нема знаете што да правите со вашиот живот. Не сте спремни, не сте пораснати да направите многу пари. Никој од нас не е. Сите сме на одредено ниво. И вашата свест и вашето тело и битие го знаат тоа. И тоа ѓаволче не е ѓаволче, тоа е дел од вас кој го знае тоа, дека можеби не сте спремни да идете напред, дека е страшно да идете напред и ве влече назад. Значи тоа е таа само саботажа. Тоа на некој начин пак ќе се навратиме страв. Страв од успех. Значи, тој страв од успех не мора да постои. Како ќе се соочите со тој страв од успех доколку седнете неколку минути со вас самите и се запрашате, добро, зошто сакам да остварам оваа цел? Како ќе ми помогне оваа цел во животот? Доколку си замислите како ќе се осеќате доколку ја остварите таа цел, доколку тренирате дека сте оствариле таа цел ментално, тука ќе ви помогне тоа да се ослободите од тој страв. И колку повеќе сте ослободени од тој страв, толку помалце е силен стисокот од тоа ѓаволче и толку помалце ќе ви треба таа дисциплина да го тепате тоа ѓаволче, повеќе ќе имате на некој начин магнет кој ќе ве влече до успехот. Да, баш го кажа ова затоа што се сложам со се што кажа. Мислам дека ние го правиме тоа ѓаволче. Како што кажа, самите го правиме затоа што еве јас од моја гледна точка сум осетил кога почнав да работам на интернет, работев долг период без да отстварувам никаков профит, почнав да отстварувам профит и тоа многу брзо се улета, се убрза. У еден момент ја не знаев дали е можно тоа што го правам. И си викам, чекај, а да не прекине се одеднаш, а чекај, пошто не слушам никој околу мене дека прави нешто на интернет, дека буквално не бев обколен со такви луѓе, не бев обкружен. И си викав, чекај, сам си го правев тоа ѓаволче, баш што го збориве. Си викам, чекај, да не работам, иде паметот до толку назад, самиот си го правам тоа, си го стварам тој ѓавол и си го барам ѓаволот, што се вика, и мислам дека пак ние самите треба да размислиме на таа тема. Кога се појавува нешто такво, запрашете се сами зашто вие сте пак тие што го правите тоа ѓаволче. И околностите секогаш ќе ви на некој начин или ќе ви помагаат или ќе ви отежнуваат. Не е битно дали ви помагаат или отежнуваат, секогаш да направите картите што ви се поделени да бидат во ваша игра, во ваши раце, затоа што животот е таков како што е. Се случуваат работи на кои што повеќето, да не речам 90 и нешто процент од работите немаме контрола. Меѓутоа на тоа што имаме контрола, можеме комплетно да му се посветиме и да го направиме тоа 10% што е малку на почеток, да го направиме 90%. Затоа што работите како времето, политика, тие работи не може да ги смениме. Што сакате правете, ако не сте политичари или ако не сте времето никако не може да го смените, не може никаква промена да направите. Значи, фокусирате се на себе тоа вие што може да го направите и кога ќе се појави демонот, седнете и размислете зашто се појавува тоа демонче, зашто ве влече назад, зашто вие самите се саботирате, без разлика на тоа какви се околностите, дали се многу лоши или малку лоши. Да, многу убаво кажано и баш ќе надополнам тука, кој што викаш за политика или за некои цели што немаме никаква контрола врз нив. Мислам дека многу од нас немаме мапа на животот. Значи, тоа им го кажувам и на клиентите, мора да си ги направиме прво приоритетите кои што ни се најбитни во нашиот живот. Се друго е банално, значи се друго не е битно. Според мене, тие цели се, значи во центарот имаме едно нешто. Во центарот е тоа за кое што сме родени да го правиме, нашата повисока цел. Тоа што им помагам уствари на клиентите да го најдат. Околу тоа, значи околу тоа кругче е нашето здравје. И од страна имаме како две полукругчиња, тоа се нашиот бизнис и нашите врски. Значи, доколку е проблем со вашето здравје, тука мора да трпат бизнисот и врски. Значи, мора да се фокусирате на здравјето, што тоа е побитно. Да. Доколку е нели нормално здравјето кој што треба,
вие сте на вашиот пат кон повисоката цел, тука више може да се посветите на бизнисот, на вашите врски, блиските луѓе, но надвор од тоа, тука се више тие политика, хоби, спорт, тоа работи што се случуваат, што немате вие никаква контрола врз нив. А многу од луѓето, здравието прво не име кој што треба, ни се фокусирани на политика. Да. Врските околу нив, бизнисот не име како што треба, ни се фокусирани на спорт, на некои други работи кои што немаат контрола, на политики, на правила врз кои што они немаат никакво влијание. Значи, се што имате вие влијание се тие 4 делови. Значи, вашата повисока цел, вашето здравје, вашиот бизнис и вашите врски. Тие се тоа врз кое што имате контрола. Се друго, доколку тоа ви е средено, више може да го правите другото. Значи, може да размислувате. Истото е кога да ви гори куќата, вие се грижите за дали дворот ви е кој што треба. Така, значи, исто е така. Ако ви гори куќата, нормално или ќе бегате или ќе гледате да го згасите огнот. Нема да гледате дали пораснало некое дрво што не икете во вашиот двор. Да. Тоа, мислам да сумираме, затоа што има полициски час. Да. И не икеме да бидеме казнети. Нормално. Да. Значи, како што кажавме, да. За да продолжи, можеш. За да си ги оттргнете тие дополнителни проблеми што си ги ставаме на патот. Прво, знаете што треба да правите, знаете кој е едното нешто кое ве носи до вашите цели. Тргнете ги сите дистракции, телефонот, тие други трилион работи што ви се појават во памет да ги правите. Кажете им не. Фокусирајте се на тоа едно нешто што ве носи напред. Второ, имајте ден во неделата кој што ќе одморите. Значи ден кој што ќе го искористите лично за вас за полнење на вашата енергија, духовност. И трето, како што кажавме, тоа ѓаволче или тренирајте го со дисциплина или седнете и соочете се со тој страф од успех. Тренирајте како би што би се случило доколку би успеале и олабавете се од тој страф. Значи тие 3 работи да го ги правите и знаете кои ви се вашите приоритети во животот, вие ќе бидете како ласер на кај вашите цели. Значи нема да бидете од ниедна страна оттргнати од дополнителни проблеми што не мора да постојат. Да, баш и ова што го збориме, како што е темата, да не се без премногу преоптоварување или без премногу работа. Буквално кога се фокусирате како што вика Денис со ласер кон целите, вие многу повеќе енергија имате. Буквално не се прегорувате ни еден момент. Ако се преработите, да, меѓутоа вие не се прегорувате во ни еден момент, затоа што кога работите тоа што стварно сакате, ве предизвикувам да го најдете тоа, да истражувате колку работи да не ви се свиѓаат, ќе дојдете до тоа и ќе многу ќе ви се засвија. И кога ќе го најдете тоа, вие ќе имате тродупло повеќе енергија да го правите тоа. Едноставно ќе се будите со повеќе енергија. Тоа можеби нема да биде секој ден, не очекувајте вие дека ќе се будите со насмевка, дека вака како дракули ќе станувате, меѓутоа едноставно ќе ви исполнува низ целиот ден и буквално ќе имате повеќе енергија и помалце ќе спиете во тие периоди. Многу интересно. Значи ние самите кога се програмираме да го правиме тоа што стварно го сакаме, кога знаеме кај целиме и кога гледаме прогрес, значи секојдневен прогрес малку, како викаат оние бебешки стапки. Значи малце по малце кога гледаме прогрес сме навистина стрекни, исполнети и полни со енергија. Мислам дека од тука доаѓа и тоа здравје внатрешно, духовно, што реално им помага и на физичкото здравје, со помош на вас нормално кога јадете убава исхрана, кога се храните убаво, кога трчате, кога имате убаво хоби. Мислам дека тоа го прави животот убав и многу полесен за живење. Не само да се мачите, јас сум исто фан на она hard work што го викаат. Стварно работам напорно, меѓутоа кога ќе видам на крајот на денот целото напорно што го викам, јас сум исполнет. Не се станувам со желба да работам. Станувам не би правил ништо друго. Не би правил ништо друго, меѓутоа тоа не значи дека ја ако работам некој денови повеќе или помалце, јас се прегорувам, затоа што стварно сум исполнет со тоа што го правам. И знам кога вика ќе ми дојде што викаат лончето до крај, идам некаде, го оставам телефонот 3 до 4 дена, 5, се враќам, grounding на англиски се вика, приземнување, се враќам со паметот и продолжувам понатаму. Да, многу убаво кажано, мислам дека многу убаво и сумиравме. За вас како одредена цел што треба да направите за доследната емисија, како што кажуваме на крај на секоја емисија, активност една
пробајте да најдете едно нешто што ве носи напред. Што е едното нешто што ве носи напред до вашите цели? Значи, кој е едното нешто? Не логото, не корицата, може би тоа е некој од работите, но која работа ве носи поблиску до вашата поголема цел? Најдете таа и приоритизирајте. Значи, тоа е тоа што треба го правите. Насочете се на кај тоа. Ке видите како што кажавме, кога сте како ласер, вашата енергија посконцентрирана. Со ласер, пример, кога или со лупа кога ќе земе, кога ќе сконцентрираме светлината, може да запали лист, така? Да. А светлината кога не е сконцентрирана, нормално не ја ни осеќаме. Да. Така да тоа е разликата. Кога ќе се насочите на кај нешто, вие буквално може да го запалите патот пред вас. Пред да не казнат, ние си одиме, направете го тоа, фокусирайте се максимално на вашите цели, како што кажа Дени, најдете една цел, запишете ако треба, направете си 5 подточки за денот, направете фокус кон тоа и верувајте дека многу повеќе енергија ќе имате. Така е. Поздрав од мене, немам друго ништо да дополнам. Поздрав, имајте убав викенд, се гледаме во понеделник.